Сладкар конечно добро дојде пред камерите на Хајп, на наше, а верувам и на задоволство на гледачите. Велам конечно затоа што веќе некое време се договараме да направиме интервју, меѓутоа од релевантна причина за тебе. Интервјуто се случува токму сега, тоа е поради твојот албум. Пред се ќе да прашам како си? Супер, значи фино, убаво, боле ве најдов, знаеш, кога ми кажа дека добро сум дошол, така да боле сум ве нашол. Малце сум уморен, мислам се утепавме од снимање овој месец и пол, али стигнавме, новиот албум беше онлайн, така да више сме доедни овде, даваме интервју и збориме како сме пораснаме вака, големи. Така. И не случајно сме тука баш на оваа локација. И да се присетиме на, што сме сакале да видиме кога ќе пораснеме и да се присетиме на твоите почетоци. Што за тебе значи токму таа порака што ја носи твојот албум, односно тоа прашање, што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш, денеска за тебе како возрастна личност и како уметник? Па, главно тоа било прашање што сум си го поставувал сам на себе кој сум играл баскет тука или кој сум завршил со 6 час и кој сум си идал кај дома и баш некако ова е местото кај што малте не прв пат ме соочило со тоа животно прашање, знаеш. Углавно ние сме тоа што сме сакале да бидеме, ако сме биле доволно упорни и ако сме биле истрајни у целото тоа, знаеш. Углавно што значи за мене? За мене значи живот. За мене значи као некое прашање што малдите не можам да го одговорам ја на еден начин, ти на друг, они на трети и слично, знаеш. Така да за мене значи тоа, а за сите нас значи дека новиот албум е онлайн и да го слушате. Така, албумот излегува по 13 години после последниот албум, новиот албум. Да. Што те мотивираше токму сега да излезе и да го направиш овој албум? Па после 2013 година дојде време кај што почнавме да се фураме дека више не е време за албуми, више не се исплатат тие албуми, знаеш, компакт диското отиде у заборав, с YouTube доби на сила и така да овие, не знам, 12 години ни пројдоа увадење синглови, али ја верував дека ќе дојде пак време на тие нови албуми и малце у поинаков формат, значи нема да се 5-16 песни, па сега направи 2-3 спота и тоа е тоа. Туку верувам дека ова ново време бара да имаш видео за буквално све што имаш као песна, знаеш. Верувам дека е дојдено времето за тоа и еве кој што гледам сум бил управо. Така. Тоа и ќе кажав интересно за овој албум е што излезе со 7 песни во самиот албум, има 7 песни и за сите од нив имаш спот. Колку беше мако трпен целиот процес и дали се соочи со некои, не знам, потешкоти во целиот тој процес? Ма полудев, какви потешкоти, излудев скроз, не знаев кај сум. Али стигнав баш на истиот датум на кој ми излезе и првиот и вториот албум, стигнав да го извадам и овој, ако за све имам спот. Малце беше тнко, задни 2 дена не спиевме, али стигнавме и тоа е најбитно, го стигнавме на тој датум, ни се погоди недела, малце беше проблем викендот, не работат луѓе, знаеш, па ти мораш да го спремиш тоа и слично, али стигнавме, многу сме срекни, многу сум задоволен. И ја више спремам нов албум. Така да, тоа е тоа. Во едно интервју претходно имаш изјавено дека си трговец на емоции. Дали некоја конкретна емоција сакаш да пренесеш со последниот албум?
Pa uglavnom zadnjiот album je spoj na nekolku prikazni, znaš, spoj na nekolku situaciji, ubavi, teški, loši, lesni i šta ti ja znam. Ali neka konkretna emocija ne bi sakal da dolovam, osvem toa дека тоа што го пеам ти се деша у целиот процес, дор сакаш да и израстеш, тоест да пораснеш. Се дешаваат и убави, весели ствари, се имаш тешки моменти, тешки фази, така да мора да се истрае за да можеш ти да продолжиш и да грабаш храбро у животот, знаеш. Така да тоа е тоа. И мислам дека во овој албум некако во однос на претходните твои номери што ги имаш вадено, мислам дека во овој албум конкретно повеќе се чувствува тој сладкаристика вајб на кој што сме навикнати. Кажи ми, што се смени во однос на твоето творење сите овие години? Па што се смени? Јас се сменив као човек скроз на скроз. Овие 13 години, 14, од кога не сум извадил албум, прекина више да пишувам песни. Сега ги мислам само. Ги повтарам, ги запамтувам и луѓето мисла дека сум нешто посебно, гениален, уствари врска нема, тоа можеш само да го правиш, ако го повтараш 250.000 пати, ти можеш да напишеш текст у глава. Само исто треба да го пишуваш тоа 32 години од свој 38, за да можеш да го имаш тоа. Тоа може би да се сменило. Јас имам сменето, генерално мојата отколина се има сменето, ама мојот нарав е ист. Јас сум истото дете од волисче што има сон да направи нешто у животот и да не заврши ко пола населба што има задвршено у тие 90-ти проклети години. Тоа углавно е тоа. И како што споменав, не случајно сме на оваа локација, тука го имаш снимано спотот за Мистер Комплекс. Сакам да те прашам, како гледаш на тој сладкар, еве од денешна перспектива, да речеме? Па не знам, некако тамо сум, некако тоа е пред 16, мислам, тоест пред 17 години е тоа. Кад го гледам, не знам, гледам на некое дете 20 кила минус од сега, што се шета слободно голо и му е гајле. Гледам на некое дете што има сон. Така би можел најпросто тоа да го опишам. Времето е сменето, али и самата отколина, али јас сум, кој што ти кажав пред тоа, сум уште истиот човек, уште ги имам истите морални вредности и веројатно го правам уште ради тоа, знаеш. Дали се гордееш со тој сладкар и дали мислиш дека да не постоеше тој сладкар, немаше да постои овој сладкар што е денеска? Па да, верувам дека ќе сум се залетал по она што сија, знаеш, не би се залетал по она што грее. Верувам дека ако не бил тој сладкар, јас сега ќе сум бил залутан по некој ќорсолка кај што ќе ми било најбитно, нешто што е тотално небитно, али другите викаат дека е битно. Знаеш, среќен сум што увек сум работел за сите други што ми се блиски, али не сум слушал никого. Увек сум решал тоа што сакам ја, ми е гајле што мислат другите. Мислам, цел свет нека има погрешно мислење. Ја не можам да им влезам у нивната екипа дека се сите на таа страна. Не знам како да ти кажам. Утре, не знам, ѓаволот ќе ја собере најголемата екипа. Не можам да го поддржам тоа само ради тоа што сите се за тоа, знаеш. Така да, углавно сум останал тоа што сум, увек сум се трудел да сум различен, никад не сум пател за тоа да сум
најдобар, увек сум циљал да сум најразличен од сите и тоа ми било целта и увек сум сакал да имам долговечен музички живот. Изминативе неколку години те слушнавме и во трендовски изданија, меѓутоа некако на крајот пак си остана доследен на својот легаси, како што велат. Колку е тешко да останеш доследен на себе во време кај што нели се брзо се менува? Па види, ја верувам дека кој што се менја времето, треба да се менјаш, не треба да се смениш, али верувам дека некад времето бара нужно, да го кажеме тоа, исчашување, знаеш, али кога ќе помине таа бура, кога ќе помине тоа невреме, условно кажано, треба да се вратиме на местото каде што припаѓаме и кај што сме најдобри. Така. Во однос на музички план, ако треба да направиш разлика помеѓу 2009, да речеме, кога си почнал, кога беше нели во Војкот, и денеска, која би била таа разлика? Па, тогаш веројатно сум бил дете. Веројатно ми било све ново. Сега сум више многу навикнат на све ова. Више 17-та година ми е која ја не треба да растоварам камион, да работам у бутик или да работам на шанк. Туку можам да го правам на што сакам да го правам 17 години. И више сум навикнат, иначе можам само да ти кажам дека ова време е многу боле од тоа време. Многу поголемо, многу поцврсто. Знаеш, тогаш тој ран што го имаат сите, знаеш, као полу, ти тогаш уствари учиш. Тоа не е ништо посебно, туку буквално само учиш и се спремаш за тоа што ти следи у животот. Ако си доволно паметен и обседнат и сакаш да го работиш ова, као мрднат. Мене лично некако албумот ме натара да се присетам на премијата кога се појави ти лично на македонската естрада. Нели, тогаш беше бумот и ти Тони Зен и некако дуетот ме потсети баш на тие времиња и што значеа всушност звездите во тоа време. Буквално не знам, беше навистина доживување да ве сретне човек на улица, тебе Тони Зен и нели останатите. Сега веќе не е и баш тоа ми е прашањето што се има сменето со новите генерации, зошто е тоа така? Ја не верувам дека е тоа така. Ја имам поинаква пракса. Ја мислам дека тој што работи му исто, само има помалку работа околу тој јавен зблесок, знаеш. Али прво и основно не мислам дека тука сме звезди. Мислам дека уопште не живееме ние као звезди, ради тоа што обично луѓето што се бават со ова, што имаат направено нешто, доаѓаат од многу тешки средини, од многу, знаеш, доаѓаат од некое мало кај што живееле со плата една, два и врзуеле крај со крај, и мислам дека тие луѓе не се онак, мислам, не се гадни луѓе за да се поднашаат прво и основно као звезди. И верувам дека децата растат, знаеш, и верувам дека сега буквално го има истото чувство некој тинејџерче кој ќе види некој тинејдж, не знам, популарен пеач, рапер или не знам што. Буквално е за нив истото чувство, знаеш. Али секое време некако си има своја лепота и ја не патам уопште по тоа што би било, мислам да е Боже, само душман може да ми посака да го имам она што сум го имал порано, дека секој нареден ден носи нешто поубаво, поголемо, поново, поцврсто. Така да јас увек гласам за сега и за утре. Тоа што било вчера. Не важи више, денес е нов ден, нова борба, така да верувам дека овој албум, пример,
мојот најзрел албум до сега, знаеш. А со тоа што е најзрел, може би е најдобар се. Вкус е вкус. Али верувам дека секој нареден ќе биде све болje и болje. Верувам и јас. Имаш неколку соработки на албумот, од кои неколку се имаат случајно претходно, но има и нова соработка со Цоби. Претпоставам дека е нова, за мене е нова. Не знам дали претходно сте соработувале, може позадински на песна сте соработувале, меѓутоа вака јавно прв пат. Како се случи соработката? Да, со Цоби се знаеме уште мислам од многу оддамна. Знаеш, ја многу мислам, он има партнер што ја го слушав као мал многу, тоа е Релја од VIP, мислам, ја многу се лошав над нив. После тоа, преку него го запознав Цоби. Види, Цоби е еден гениалец, не знам како ти го опишам тоа. Гениален е све што работи и не за џабе го односи тој прекар. Доктор Дре од Источна Европа, знаеш. Ислам со човекот поише се дружевме него што работевме, така да он е наш брат и буквално многу фино и убаво искуство, значи ја не можам да кажам дека сме работеле, него дека сме уживале, дека сум уживал у неговото присуство, верувам дека и ја у неговото. И направивме неколку ствари, замисли што можеме да направиме ако седнеме здраво да изработиме, знаеш. Јас сум работел со многу продуценти, ама со рап продуцент од ваков тип никад не сум работел. Буквално генije. Така. Можам да кажам дека песната Да полетам е твојата лична карта, барем според мене, и верувам дека и за тебе е така. Дали во новиот албум има некоја таква песна? Што може ќе ја проложи таа приказна? Да, личните карти некако, знаеш како, да се менјаат од година у година, некако Да полетам е голема песна, ама некако мислам дека секое време си има некоја песна од таков тип што може да го пише баш тоа време у кое живееме сега, у самиот момент, знаеш. Не знам дали би имало некоја нова песна, не знам дали си ми ја чула Насмевка за малиот. Тоа ми е пример, ја тоа го гледам као некоја нова лична карта, која да сум ја извадил вчера, знаеш. Некако тоа е тоа што ми е најдраго и најлично и поубаво од било што сум направил до сега. Тоа не значи дека е тоа најдобро, ама највише го осегам дека ми е за малиот и слично и дека сум толку многу ми е животот претворен у тоа. Знаеш, толку многу сум горти, се надевам добар татко, да тоа ми е некако новата лична карта. Али длабоки песни од типот на Да полетам, Океани, Магдалена у ново време, верувам дека ќе има и дека како проаѓаат години, све поише паметот ќе ми иде натаму. Да гњурам у некои креативни нови длабочини. Како кажав ова, Котчорацин. Тоа сакав да спомнам за песната Магдалена. Верувам дека многу девојки се пронајдоа за жал во песната во денешно време. Од каде ти дојде до таа инспирација? Како, мислам, од каде ја исцрпи целата таа? Самата прича ми е моја приватна прича на многу блиска пријателка, што не би сакал да ја комерцијализирам сега у ова. Мислам, не би сакал да ја користам као пиар. Така да би можеле да ја расшириме таа тема на тој наш проблем. Што правиме ние со тоа што се, мислам, што правиме ние задниве 5 години после таа цела каша што ни се деси, знаеш. Ние мораме да сватиме дека тоа ментално здравје мораме да го
morаме да се грижиме за тоа ментално здравје и не е само прича, тука е стварно реалност и луѓе има што живеат со тоа, луѓе има што им е тешко и треба прво и основно да отвориме очи и ние као општество, као друштво и самата држава и треба да им се подаде рака, знаеш, треба да им се подаде рака. Секој од нас има тешки моменти у животот, на секој од нас некад му треба рака за да стане, за да продолжи. Така да верувам дека тоа е една од најблагородните песни икад што сум ги напишал у мојот живот и сум толку многу среќен што добивам пораки од психијатри, од луѓе што имаат проблем, дека сум, мислам, сум им помогнал ја туку самата песна и ме малтене као штака за да може да продолжат да го изодат тој тежок и трнлив пат. Ја мислам дека тоа е една од најблагородните песни што сум ги напишал и кад ти верувам дека тоа ќе остане заовек. Така. А исто така и не се слави сам. Со кого Слаткар слави, а со кого тагува? Па, таа песна е направена, зборев со Лазе, Лазар Цветковски, не знам дали Лазар Цветковски е продуцент, беше продуцент на ДНК. И он беше многу, мислам, он е многу близок со нив и му беше стварно многу тешко, знаеш. И кога се чувме и збориме колку е тешко, колку е ужасно све ова што се дешава и збориме да се видиме, знаеш. И од нигде никаде ни завршува муабетот со брато мој. Не се слави, као не се тагува сам, не се ни сладви сам. Ако ти треба, у било кое време можеш да ми се јавиш. Важи, брат, фала ти, ајде, чао, и ми звони за секунд и ми вика, брат, извини, како вика беше ова задњава што го кажа? Ја му викам, вака и вака, не се слави сама, не се та. Брат, тај пробај го, прво војзбор по војзбор, уклучи микрофон. Ја му пеам на телефон. Му го пеам муабетот што сум му го направил пред да му спуштам, знаеш, и него му останало тоа, ми вика, можеш да ми го снимиш ова, да не ни кидне. И знаеш, чим имаш таков тип на магија усред муабет на телефон, викам, брат, ова мораме да го снимиме. Дојдов, го снимивме у еден ден, ја направивме у еден ден и мислам дека направивме многу фина и убава ствар што го отсликува тој наш период кога него посебно му било изузетно тешко, така да уште една природна песна, знаеш. Многу фина, мислам многу убава и многу фина и да еве гледаш се имате и ексклузива како сум му пел на телефон, знаеш. Така, мислам дека тие реалните песни што душа искачаат, тие и остануваат. Изгледаат, ништо не може да се направи според рецепт, туку треба да оставиш времето само некако да те, знаеш, да оставиш стварите да се да не ги силуваш, знаеш. Така да тоа е тоа. Така е, велат дека ако прашаш музичар која му е омилена песна, исто како родител да си прашал која му е омилено дете. Ама морам да прашам која ти е омилена песна од последниот албум? Од задниот албум? Па, види се, стварно ме ставаш измеѓу неколку ствари што ми се многу лични, знаеш. Магдалена ми е лична, Не се слави сам ми е лична. 50 евра ми е гениална, не ми е лична, али многу ми се свиѓа. Спушти се доле двојдиката, исто е добра.
Значи сите. Да, над соби стварили две се исто огин. Не, стварно не би можел да буквално е као дете сега, знаеш. Едново дете е вакво, другово мирно, едново немирно, едново да, ама ние ги сакаме буквално сите, пошто се наши. Така е. Така да, тоа е. Дали има, за крај, дали има правилен, односно прав одговор на прашањето што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш? Универзален. Па мислам дека има. Среќен. Тоа мислам дека е тој одговор треба да не спојува сите нас. И верувам дека тој одговор е добар и за сладкар, и за пејач, и за пекар, и за водител, и за диопи, и за диджеј, и за буквално за сите. Мора да сме срекни, мора да сме насмејани кога идеме на работа, ако не сме насмејани уопште треба да бараме ново работно место, така да. Треба да сме срекни. А според тебе која е формулата за среќа? Формула? Па мислам дека секој треба да си создаде своја формула. Знаеш, некад мојата формула нема да работи на тебе, некад твојата формула нема да работи на мене. Знаеш, така да верувам дека е погрешно да му се дава совет на некој друг човек. Тоа веројатно е знаеш, она скриено богатство што сите ние сакаме и пробуваме да го најдеме. Таа среќа, тоа задоволство. Верувам дека само колку си похрабар, толку си поблиску до целта. Тоа е нешто што можам да го издвојам. Све друго е различна перспектива, различно место и различна позиција. Фала ти, Сладкар. Фала ви вас. Јас сум Сладкар, а вие гледате Хајп ТВ.